Северозападно од Битола, веднаш над градот, на рид со надморска височина од 1050 метри, се наоѓаат германските гробишта кои представуваат почесен споменик на загинатите германски војници на Македонскиот фронт. Во периодот на Првата светска војна на просторот на Македонскиот фронт беа упатени околу 30.000 германски војници и офицери, како дел од 11-тата германска армија. Значителен дел од нив ги оставија и своите животи на овие простори, далеко од нивните домови и семејства. По крајот на војната Германија сакаше да ги собере остатоците од загинатите војници на Македонскиот фронт и да изгради достојно место за нивниот вечен дом. Во два градови, Прилеп и Битола, беа изградени германски воени гробишта, а токму по својата убавина и местоположба се издвојуваат германските гробишта во Битола. Уште од 1930 година, германската влада се обидувала да најде погодно земјиште во Битола, каде што би ги изградиле воените гробишта. Неговото име во тогашниот печат се споменува како Тотенбург, односно тврдина или град на мртвите, но во градот Битола тие се познати едноставно како германски гробишта, а ова име се одомаќени како топоним за ридот каде што се изградени. Според достапната документација, проектот за Тотенбург бил готов во 1929 година. Изградбата започнала во 1934 година, а траела нешто повеќе од една година. Градбата е изградена според дизајнот на познатиот германски архитект Роберт Тишлер. Градбата е финансира Народниот сојуз за грижа за германските воени гробишта, а решението за отстапување на земјиштето е донесено на 12 мај 1930 година од градското поглаварство на град Битола. Изградбата била под директен надзор на Германската народна унија за грижа за воени гробишта. Самата градба има овална форма и во неа се погребани 3406 војници, од кои 2825 се германци, 142 се австро-унгарци, бугарски војници има 119, руски војници се 16, а романски војници има 13. Исто така, за 22 погребани војници не се знае земјата од каде што потекнуваат. Откако се изградил Тотенбург, бил довезен саркофагот и сместен во средината на комеморативната сала. Гробиштата се обиколени со цврст кружен зид од гранитни блокови, од кои е подигнат и влезниот простор налик на кула. Кружната гробишна површина е обколена од малку повисоко поставена патека, обиколена со високиот зид. Градежните работи траеле скоро 5 години, бидејќи тешките гранитни блокови морале да се носат од далеку. Германските гробишта се свечено отворени на 25 октомври 1936 година во присуство на голем број граѓани на Битола, но и многу политичари и гости од Германија, а осветувањето го извршија патриархот на Српската православна црква Варнава и битолскиот митрополит Николај, кој дал голема поддршка за уредувањето и градењето на германските гробишта во Битола. Како благодарност за отстапувањето на земјиштето за гробиштата во 1936 година, градот Битола од Германската комисија за воени гробишта добива звона кои се вградени во саат кулата во центарот на градот. Секоја година, на денот на народната жалост на германските и на француските гробишта, се оддава почит за паднатите борци. Проектот за одржување на германските гробишта во Битола е креиран врз основа на претходно искуство и нови идеи за подобрување на соработката со следниве активности.
грижа за гробиштата, работа со локалната заедница и општина Битола, образовна програма. Во рамки на проектот се обезбедува исто така чистење и сечење на тревата, заштита и рано предупредување за пожари во текот на летниот период, работа со блиската локална заедница, подигнување на информации и подигнување на свеста, засадување дрвја и растенија и поставување клупи, организирање на програма за меѓународна промоција на мирот, организирање на настан по повод Меѓународниот ден на мирот.